Повеќе имаме прашање од што одговори. Првото прашање би било, каква е таа сила што не тера во планина, што не влече кон планината? Што не тера да трчаме угоре, да се цопнуваме и да паѓаме и одново да стануваме, да итаме кон врвот? Дали е тоа, некош па и стварно и да болуваме и да страдаме на тој пат? Дали е тоа само викенд бегство од градот, од урбаното, од нашите должности? Дали е можеби некаков порив, поход за сила, за силина, за моќ и освојување? Дали станува збор за некаква жет, за малку милина, мир и тишина во ова време? Или можеби станува збор за една подлабока искоска потреба за себе кревање, себе возвишување до небесното, до светото, до светлина и чистина, да се доближиме до Севишното, до Божественото, но и до својата, би рекол, особено во последно време, отуѓена човечка суштина. Прашање има многу и одговори исто така, но можеби подобро е тој однос меѓу човекот и планината да остане како таинственост, како загадка која не инсистира на решение, туку едноставно тајна врска меѓу човекот и планината. Зашто има нешто необјаснливо привлечно и свето, налик на односот меѓу човекот и Бог, на таа средба меѓу човекот и планината, која не ослободува од искушенија и стравови, и кој не прави послободни, почовечни, па би рекол и подостојни за овој живот. Каде што само устремот и вербата во надминување и во пресретнување и совладување на сите пречки и предизвици, биле тие вистински, стварни или замислени, само тие прават од нас борци, ако сакат и победници, но пред се кројачи на сопствената судбина. Драги планинари и планинарки, другари и другарки, наши сограѓани, денеска е меѓународен ден на планината. За планинарите тоа е голем празник. Нека ни е честит празникот, пред се во името на нашето планинарско друштво, СПД Пробиштип. Благодарение, во таа чест на планината и благодарение на просторот што ни го остапи Домот на културата, издвоивме дел од фотографиите кои барем за кратко ќе ја доближат убавината на планината и во овој наш мал рударски град, ќе споделат со вас. Ова се сепак само фрагменти, би рекол гребаници од големата фреска на природата на планината, чија целина останува само во окото на оној кој во неа престојувал и кој во неа возвишувал. За да ја видите целата слика, ќе мора да ни се придружите на едно од нашите идни патешествија, да се дружиме и со планината и во планината.
Пред се благодарност до Спортското планинарско друштво Пробишти, до председателот на истото, исто се заблагодарувам и од мое име и од името на Мартин. Ова беше доста интересна година со премногу предизвици, премногу врвови. Околу 50 акции планинарското друштво оствари оваа година, од кои што 15 врвови беа над 2000 метри надморска височина. Исто така е можност до луѓето кои што имаат љубов кон планината и природата да се приклучат заедно со луѓе кои што истото го сакаат да го прават. Така да ова исто така еден апел и повик до сите луѓе кои што сакаат да ни се приклучат и да дојдат.